Па видите, станува збор за една така наречена лабораторија, природна лабораторија која постои во утробата на земјата, а тоа е магмата како причинител за сите овие случувања. Магмата која е во течна состојба од неколку илјади степени Целзиусови, која повремено, например, се ослободуваат и енергии кои се појавуваат во вид на земјотреси. Меѓутоа, тие земјотреси може да бидат предизвикани и со гасови и со други појави, да речеме, како што се и пукнатини и така натаму. Добро е тоа што тие земјотреси што се случија во Охрид се на некој начин раздвоени нивните енергетски изливи што се јавуваат како појава на земјотрес, што не се одеднаш испразнување на таа енергија. И јас лично од мој гледан аспект сметам дека нема опасност некоја посериозна, затоа што таа енергија е распоредена веќе, на некој начин испразнета. Тоа што сулфосолата што е активирана, тоа е нормално поради тие сеизмички активности. Тоа е поствулкански карактер на сулфосола, каде што е единствен така наречен активен вулкан, меѓутоа не би рекол дека е активен вулкан, повеќе тоа е поствулканска појава, која е интересна за следење од научен аспект и нормално е да има поголема активност во ваквите процеси кога се јавуваат позачестени земјотреси.